За недела дена од денеска би требало да имаме нов специјален обвинител кој според договорот од Пржино треба да биде именуван на 15 септември. За сега нема ни трага ни глас ни кој ќе биде ни под кои услови ќе работи. На оваа тема гостин во студиото на Нова е Фросина Ременски, подпредседател на СДСМ. Добро дојдовте во студиото на Нова и би можеле да информирате да се обидеме на јавноста да дадеме малку порелевантни информации околу тоа до каде се преговорите и ќе имаме ли наскоро специјален јавен обвинител со оглед на тоа што постојат многу спекулации, дали воопшто ќе има, дали ќе се обструира тој дел од договорот, како стојат работите? Значи вака, ако ги слушате провладените медиуми, ќе добиете впечаток дека преговарачките групи на договорните страни од Пржино воопшто не работат на прашањето на имплементацијата на договорот, иако не е така, затоа што нашата преговарачка група, предводена од генералниот секретар и сега веќе подпредседателот на Собранието Рената Десковска, активно учествуваат во преговорите за договарање на законската рамка за работа на специјалниот јавен обвинител. Нешто се работи, тоа е јасно, но работата станува провејува и нашиот времето е речиси 15 септември е крајниот рок кога во Собранието треба да помине законската рамка во која што ќе работи јавниот обвинител. Тоа подразбира нели измена на неколку закони, првенствено на законот за јавното обвинителство, за да потоа се премине на оној кадровскиот дел или кадровското решение, кое што треба исто така да биде познато кадровското решение од страна на Собранието како предлог до телото кое што ќе го избира. И во таа насока можам слободно да кажам дека сите овие сопки кои што во спрегата власт, МВР, обвинителство и суд ги прави власта, односно засегнатите во приказната, се прави обид за дефокусирање на приоритетите во чекорите кои што се и меѓународно правна обврска за Република Македонија и за политичките партии потписници. Меѓутоа се прави една ситуација на можна игра во смисла Социјалдемократскиот сојуз да излезе или да ги напушти преговорите заради некоја незрела и противзаконска одлука на судот за неприфаќање нели на едно е ова што све се прикажува во провладените медиуми и помалку релевантно. Вас би сакал да ви искористам да ми кажете што дали навистина се водат сериозни расправи внатре за затворените врати. Нашата сериозност е прикажана од самиот почеток. Можам да кажам дека и ние сме и двигатели на самиот процес на преговори за договарање на јавниот обвинител, бидејќи сметаме дека тоа е клучната точка од каде што треба да започне реформскиот процес не само во делот на судството и обвинителството, и решавање на сите случаи поврзани со прислушкувањето и делата што произлегуваат од прислушкувањето, меѓутоа и сите реформи кои што треба да следат во другите институции, а се исто така нотирани од експертската група на сите надлежи се во специјалниот обвинител, но од него пак ќе речам ни трага ни глас барем за сега. На кои се клучните точки околу кои треба да биде договорено, бидејќи пред да биде именуван, односно пред да биде се спомене кадровското решение, треба да се направи некаков дизајн во какви рамки тој специјален обвинител ќе функционира. Едната опција на, ако добро разбравме, на владеачката партија е тоа да биде во рамките на некаков постоечки закон и она што вие го барате да биде да се донесе посебен закон кој ќе го предвиди како ќе функционира новиот специјален обвинител. И во таа смисла има ли договор дали ќе се менува воопшто законот или не? Јас сакам да и за јавноста да појаснам од каде Социјалдемократскиот сојуз ги влече аргументите токму за законските решенија кои што ги предлага. А тоа е посебен јавен обвинител кој што ќе биде автономен и независен во својата работа, која што нема да биде субординиран во подреденост на државниот јавен обвинител кој што видовме дека не покажа никаква проактивност и акција во овој дел на сите случувања
од февруари до денеска, туку напротив покажува една политичка сервилност во извршувањето на политичките одлуки на фамилијата. И сакам да укажам на барањето на Социјалдемократскиот сојуз, односно во аргументацијата дека јавниот обвинител со посебна служба која што ќе ги обслужува неговата активност, со замениците кои што исто така се предложени во измените и дополнувањата на законот за јавното обвинителство, меѓутоа и со целата структура на луѓе кои што треба да влезат во тоа посебно специјализирано јавно обвинителство што ќе се занимава со прашањето на преслушкувањето, меѓутоа и сите дела што произлегува, тоа пред се мисли на истражниот орган, односно на правосудната полиција која што е постоечко решение. За да може да биде целосно независен специјалниот. Посебно независен. Зошто го велиме? И сето кај сме со вакво решение со оглед на тоа, вашиот председател рече неделава, ќе имаме закон. Денеска сме, еве го, понеделник, остануваат уште многу малце да се зборуваме за... Ние нашата аргументација за сите овие барања ги вадиме од прецизните укажувања и насоки и препораки што ги дава експертската група на Европската комисија, наведени во извештајот на Прибе. Кога ќе биде тоа пресечено, кога ќе се знае што... Која ќе биде законската рамка? Така, владата изглуми дека прави акционен план за спроведување на препораките од Прибе, меѓутоа тоа го стави само на хартија колку да пројави одредена проактивност и ние веруваме дека час поскоро тие веќе го сватиле нашата преговарачка позиција и аргументите, а со тоа и ќе мора да покажат одговорност во тој дел на спроведување на препораките од Прибе, меѓутоа и исполнување на обврската за договарање на специјалниот јавен обвинител. Јас ја делам истиот став, односно истиот оптимизам како и председателот Заев, бидејќи верувам дека овие аргументи за специјален обвинител се комплетно на страната на Социјалдемократскиот сојуз и веќе преземена обврска од владата во извештајот за Прибе. Само би нотирала неколку точки кои што токму одат во прилог на договарањето и аргументите за дека е потребно посебно јавно обвинителство. Вели вака, Прибе во извештајот вели дека УБК го има комплетниот монопол на следење на комуникациите, независно дали станува збор за истраги, безбедносни истраги или кривични истраги, и децидно наведува дека е голема веројатноста и е потврдено влијанието на УБК во злоупотребата на информациите во кривичната истрага на обвинителот како човек кој што ја води кривичната истрага. И затоа децидно бара одвојување на овие две, да кажеме, области во кои што може да се примени мерката следење на комуникации, безбедносните прашања со кои што се занимава УБК и кривичната истрага со која што примерно се занимава Бирото за јавна безбедност и другите органи овластени за гонење на одреден вид на криминал. И оттука, ако сега дојдеме до прашањето како специјалниот јавен обвинител ќе соработува со еден монопол УБК во случај кога треба да спроведува кривична истрага. И тоа сака да се реши сега во овој закон што се носи за специјалниот обвинител. Значи ние индиректно го отвараме патот и за реформите во УБК кои што треба да се направат веднаш по донесувањето на односно именувањето на специјалниот министерот за внатрешни работи, кој би требало да го предложите вие. Преземањето на Министерството за внатрешни работи од министер на предлог на Социјалдемократскиот сојуз. Ние сме сериозно посветени на ова прашање и на спроведување на препораките од извештајот на Прибе, затоа што сметаме дека овој извештај
ги нотира сите прашања за кои што и јавноста знаеше, меѓутоа никој експлицитно не зборуваше. Ве прашам дали е можно вие да бидете новиот министер за внатрешни работи? Во договорот од пржино се наведува дека е по консултација со информацијата дека ВМРО значи договорот е дека на предлог на Социјалдемократскиот сојуз во консултација со другите партии се избира министерот за внатрешни работи, меѓутоа да не биде препознатливо партиско лице од Социјалдемократски сојуз, затоа што ние и во овој договор покажавме еден државнички пристап, затоа што сметаме дека исполнувањето на овој договор и пристапот кон исполнувањето на обврските од експертската група на Европската комисија треба да ја влеат или да ја вратат довербата во јавноста и во институциите. И во институциите. Дали во Тоа е првиот чек. Министерството за внатрешни работи во моментот има човек кој би можел да биде на таа функција? Значи, следејќи ги нели овие уставните обврски за тоа кој може да ја извршува функцијата министер за внатрешни работи, сметам дека од рамките на министерството и не може да биде предложен човек, меѓутоа има луѓе кои што се професионалци, кои што ја познаваат работата на Министерството за внатрешни работи, ја познаваат надлежноста, ги познаваат проблемите. А кои не се во партија, кои што не се во партиски ангажирани. Не се партиски ангажирани луѓе, но важат за луѓе во јавноста кои што луѓе од граѓанскиот сектор претпоставувам. Па да, би рекле. Од цивилното општество кои што се занимаваат со третман на прашањата на криминалитетот, на корупцијата, на работата на службите, така што мислам дека тоа прашање ќе биде актуелно кога ќе треба реално да се спроведуваат сите оперативни политики кои што Социјалдемократскиот сојуз ќе ги прави од позиција на учесник во договор кој што треба да ја врати државата во нормала. УБК е многу важно за тоа како ќе функционира специјалниот обвинител. Договорот од пржино предвидува нов министер за внатрешни работи кој вие ќе го предложите, но не предвидува нов директор на УБК. Новиот министер, за да именува нов директор на УБК, ќе треба да има одлука на влада, на која премиерот се уште Никола Груевски. Дали ќе успее новиот министер да обезбеди човек кој, нели, сметате дека ќе ја врати довербата во институциите, во овој случај УБК, кој ќе биде директор на таа институција со оглед на тоа што владата ја води Никола Груевски? Значи, сакам да бидеме попрецизни во овој дел, бидејќи се обидувам на самиот почеток да ги извадам аргументите и од извештајот на Прибеб во функција и на јавниот... Сега зборуваме како тоа оперативно ќе се и во функција на јавниот и во функција на јавниот обвинител и во функција на работата и спроведувањето на реформата во полицијата, особено во делот на УБК кој што е нотиран како сериозно, каде што се нотира сериозна загриженост и за спроведувањето на принципите за управување со ризик и за почитувањето на основните начела и законски обврски за заштита на податоците и од аспект на заштита на човековите слободи и права и од аспект на познавањето на чувствителноста на разузнавачката работа, меѓутоа и од аспект на опременоста на УБК и од аспект на кадровската екипираност спротивна на обемот кој што по закон е одобрен од судот. Тоа вели дека не се совпаѓа бројот и опремата со она што е судска. Но ќе треба човек кој тоа ќе го оперативно спроведе. Значи, УБК бидејќи реформата треба да оди во насока на директно на одземање на монополската позиција во истрагите, независно дали се работи за кривична истрага или за безбедносни прашања. Меѓутоа треба, таму се вели дека нема во ниту еден случај не треба да се дозволи директен пристап до следење на комуникациите. Тука се наведуваат неколку обврски и кон телекомуникацијските оператори, заштитата на метабазата, меѓутоа и се гледа или се надзира обврската и одговорноста на АЕК
во сегашнава приказна. Сакате ми кажете Со дека тоа што, да кажеме, со новиот министер може да остане истата структура на УБК, а при тоа да и се одземат оперативните можности да го има овој монопол кој му пречи на затоа што работата на во специјалните истрагата што ќе ја прави специјалниот јавен обвинител во однос на прислушкувањето кое што е предмет на јавниот обвинител, првенствен предмет, нели, прислушкувањето и делата од прислушкувањето, нема да има потреба да обезбедува услуга за следење на комуникација од УБК, па да се сомнева дека тоа следење на комуникации ќе биде злоупотребено. Слушате како оптимист дека новиот министер за внатрешни ќе без разлика кој е кадровското решение, дали истото, старо, ново или во УБК, дека тој на известен начин ќе има контрола врз УБК. Па знаете, и ќе успее да јас не би зборувала за министер за внатрешни работи исклучиво како една фигура во таа огромна Министер за внатрешни работи е многу експлицитно наведено во договорот за од Пржинов. Се удивам туку и на неговите законски надлежности, меѓутоа и на една цела хоризонтална и вертикална структура во чие што екипирање тој има законски надлежности да го формира и да го стави во функција на тоа што значи спроведување, попречување на сите злоупотреби на Министерството за внатрешни, меѓутоа и помош на органи, истражните органи во делот на откривање на кривични дела каде што се засегнати и лица од власт. Вашиот председател денеска не се одзва на судското рочиште повторно. Што очекувате, како ќе се развива таа работа? Мислите дека оваа власт ќе дозволи тоа да премине во раците на новиот специјален обвинител во тој случај? Или па нема друг избор. Знаете зошто? Затоа што толку многу се искомпрометира и обвинителството и судот во целокупниот процес. Од почетокот, да кажеме официјално веќе од 9 февруари. Сигурни сте дека не може да дојде полиција да го приведе заев? Не може. Не. Зошто? Јас верувам дека не може. Тоа е законот, така пишува во законот, дека некој треба да се јави на. И законот и уставот децидно ги одредуваат и обврските и границите на владењето, меѓутоа се гледа дека во Република Македонија концентрацијата на моќта и власта не лежи ниту во законот, ниту во уставот, туку во слободното толкување и интерпретирање на законот и на уставот од страна на еден или двајца кои што издаваат наредби и пројавуваат желби кои што сервилно се исполнуваат од органите кои што треба да бидат примерни гарантори и на правото и на правдата. Значи во СДС има одлука дека заев нема да се озве на судско рочиште се додека не го процесира. Да, јавно промовирана одлука која што и председателот на пресконференција ја соопшти. Сега да ме вратам кој ќе дое специјалниот обвинител. Дали прва негова работа ќе биде да утврди од каде ќе почне? Од кокошката или од јајцето? Дали ќе почне, дали негова прва работа според вас, мислите дека треба да биде да утврди кој уствари ја има направено оваа огромна операција на масовно кршење на човекови права како што е прислушувањето? Знаете, сега ќе ве вратам повторно на Прибе и ќе ги видите аргументите и ќе видите абсурдноста на одлуката на судот. Јас напишав јавно еден статус дека судот, бидејќи ги реши сите прашања, почна да се занимава со филозофската дилема кој е постар, кокошката или јајцето, па утврди дека јајцето, односно разговорите, се од незаконско прислушкување, а тоа е во основа кокошката, меѓутоа го заборавија петелот. А петелот во приказната е токму словото на законот, редоследот на правата и обврските на институциите, текот на постапката и правата на страните во постапката, меѓутоа и она што Прибе многу јасно го нотира, вели вака: бидејќи никој не ја спореше автентичноста на разговорите, многу комплицирано е прашањето за потврдување на незаконското следење. Не бе, тие не се доведени во прашање. Дали ме разбирате? Доведено е во прашање кој го правил тоа, дали се тоа шпионите, странските служби, и затоа или е тоа Мијалков и Гордан Јанкуловска на чело со шефот Груевски. Затоа Прибе вели вака: во ефикасна истрага специјалниот јавен обвинител, сега јас го преведувам во чекори, го прекршил тој закон. Треба да има право
да ја одземе целокупната архива на Управата за безбедност и контраразузнавање и на телекомуникацијските оператори, за да утврди, односно да направи споредба на обемот на следење со издадените судски наредби за следење на комуникација. Дали по вас тоа треба да биде приоритет на новиот специјален? Јас мислам дека треба да биде приоритет, со тоа што да кажеме, ние сме свесни дека веднаш по започнувањето на објавувањето на бомбите од седиштето на СДСМ се покренаа одредени механизми во рамките на институциите кои што и прибевели по квалитет, обем, време траење го направила Националната разузнавачка служба, за да тргнат во процес на прикривање на сите траги да се брише, вие ја познавате технологијата на работа. Може ли да се брише таму во таа машина кој, како, може, кога, да. што? Меѓутоа, метадатата или оној виртуелниот куфер кој што ги чува материјалите, мислам дека тешко е достапен без помош на телекомуникацијски оператор на Управата за безбедност и контраразузнавање, и затоа прибевели дека во таква ефикасна истрага, и тој се посомневал дека чекорите за прикривање би оделе во бришење на метадатата, дека може со експертска помош да се помогне особено во повраќање на избришените информации. И само ќе ве вратам во кривичната пријава која што лично ја поднесов до јавното обвинителство. Втората опрема, компјутерскиот хардвер и софтвер, е токму опремата која што може офанзивно и дефанзивно да се користи, токму за враќање на такви информации. Што значи дека ако се злоупотреби, ќе атакува на сервери во пресретнување на електронски комуникации, меѓутоа ако се користи за статично компјутерско форензичко вештачење, може да ги избрише и пораките за кои што вие сметате дека не се наоѓаат веќе во вашиот компјутер, дури и да ви ги пробие сите лозинки from the beginning, од вклучувањето на вашиот Кога сте сигурни во технологијата, дали сте сигурни од исходот на таа истрага? Па знаете, кога би кажала дека сум комплетно сигурна, би звучала преоптимистички, меѓутоа со оглед на оптималниот или оној потребниот оптимизам и потребните чекори кои што се преточени во наши политички чекори во овој процес, сметам дека овој процес ќе потрае во смисла на разбистрување на небото од сите облаци. Може би нема да се заврши за 1, 2 или 3 години, меѓутоа во догледен период, на среден рок, ќе даде одговор на многу прашања. И затоа кога и председателот Заев и ние како представници на СДСМ зборуваме за нашиот напор во спроведувањето на овие препораки што би значеле воспоставување на институциите кои што сега се веќе знаеме ги нема, приватизирани, киднапирани, како сакате кажете ги, велиме дека ова не го правиме за исполнување на политичка цел, туку на државничка цел која што треба да ја врати државата во нормала, да ги врати институциите и го напоменуваме никогаш повеќе да не се повтори. И затоа вели и Прибе, не УБК, како позната историски државната безбедност, дека секогаш била тој заштитник на државата, ако нормално не се свати како Груевски, што ја свати дека државата тоа сум јас. Но ако вели дека никогаш во ниту еден случај да не се дозволи директен пристап до следење на комуникации, тогаш значи дека ние сме свесни и сакаме да испорачаме и политичка порака дека ова што го правиме и настојувањето ова да се рачисти не треба да важи само за актуелниве случувања, туку и за сите наредни. Никој да не се обиде повторно тоа да го прави. Ме интересира ваш коментар околу една вака популарна хипотеза дека прислушувањето е резултат на наредба на највисоките раководители во УБК и во МВР, масовен дел од прислушувањето, но во меѓувреме дека некои луѓе таму имаат дофрлено уште неколку броја кои би требало да бидат слушани. Јас мислам дека тоа
тешко кој би поверувал на таа теза. Мислам дека и таа теза и намерно се протуркува во јавноста да се фрли сомнеш дека тоа можеби не биле луѓето од власта, дека тоа не биле. Мислам, знаете, ако не може да се добие еден мал тендер или да се постави некој ситен службеник во администрација без дозвола на Груевски и на Мијалков, замислете каква е можноста некој да приклучи било кој друг што не е приоритет на листата од власта. И јас би спомнала и уште нешто. Прибе вели дека сериозно е загрозена автономијата на судството, обвинителството во релација со челните луѓе и кумските фамилиарните врски со лица од власта, алудирајќи тука на премиерот Груевски и на Сашо Мијалков. Меѓутоа, јас ќе додадам и една друга кумска релација која што е исто така неопходна за функционирање на самото прислушкување, а тоа е кумската врска со првиот човек на T-Mobile Македонија, АД Скопје. Што значи дека ако зборуваме за обврската на телекомуникацијските оператори, за нивната грижа за метабазата, за нивната обврска за заштита на самите крајни корисници на нивните услуги во смисла на заштитата на личните податоци, заштитата на приватноста и тајноста на нивната комуникација, или пак овозможувањето на пристап на УБК, нели на кумот, до бројчињата кои што можат да бидат директно вклучувани дури и без судска наредба, тоаш навистина се доведува во прашање дали можеме да зборуваме само за УБК како УБК, туку или една лепеза на лица кои што имаат свој удел. Го спомнавме АЕК или одговорноста на Агенцијата за електронски комуникации, која што по Законот за електронски комуникации што го регулира обврската на телекомуникацијските оператори да бидат достапни, да ја опремат својата компанија со средства за да може да има УБК и овластените органи пристап. Се вели дека во телекомуникацијскиот оператор има обврска да одговори не само пред Министерството за информатичко општество, туку и пред Агенцијата за електронски комуникации. Сега, ако ја гледате структурата на важните играчи, кои што се во борд на директори, во целокупните, да кажеме, овие компании каде што постои поврзаност, или надавателот на услугата со оној кој што ги злоупотребил следењето на комуникациите, не е наивно да се вклучи и малку поширока лепеза на луѓе кои што можеби се огребали или биле учесници во... Дали имате информација за тоа докаде истрагата на Deutsche Интернет истрага на Deutsche Telekom? Јас се сомневам дека Маđар Телеком ќе спроведе независна интерна истрага. Прво не заради тоа што нема да ангажира експерти во интерна истрага, туку заради сопките на кои што ќе најде од луѓе кои што се моментално во Маđар Телеком и во Телеком во T-Mobile Македонија, почнувајќи од првиот човек Луковски, па да кажеме и до помошникот министер за информатички технологии или началникот на оддел за информатика и телекомуникации во МВР Небојша Стајковиќ, кој што истовремено е и член на бордот на директори, што е класичен судир на интереси и од перспектива на прислушкувањето е и кривична одговорност. Затоа кога велам многу луѓе се во приказната за да алудираме само на УБК или на првиот човек на УБК, туку и за одговорноста на сите прибевели надзорни и контролни тела кои што покажуваат политичка неослободеност да делуваат во контролата. И колку за нотирање на абсурдите во тој дел, прибевели голема е улогата и на Дирекцијата за заштита на личните податоци, бидејќи тангира злоупотреба на приватност, на идентитет на луѓе кои што се одговорност на Дирекцијата за заштита на личните податоци.
директорката за заштита на личните податоци, поранешната директорка, е офицер за заштита на лични податоци во T-Mobile Македонија АД Скопје. Значи, сега гледате колку е тоа колку работа ќе има специјалниот обвинител, да кажете. Доведувам во тој контекст да не го заборавам. Мислам, ќе биде непримерно кон мојата кривична пријава да не го спомнам и поранешниот министер за образование и наука Панче Кралев, кој што отскоро е претседател на бордот на директори на Телеком. А ако знаеме дека тој е министерот кој што потпиша опремата да биде преферирана. Не само таа. Јас не алудирам само на опремата за која што говоревме, туку алудирам и на записници за примопредавање на опрема која што фактички се уште никој не ја подвел под истрага спроведувањето на проектот опремување на лаборатории за високообразовни институции, па можеби тоа е заслугата во ова што значи. Да се вратам на Телекомот, кога сме кај Телекомот, пукна афера, Њујоршкиот суд ги направи јавно сведочењето на поранешниот прв разузнавач Слободан Богоевски. Прво ја прашам, коинциденција ли е тоа што овој документ се појавува како јавен сега? Ваше мислење би колку што знам, самиот судски процес не е од вчера. Многу одамна, да. Меѓутоа, мислам дека сега ја не би рекла дека е случајност. Прво, да. Тоа е мојот личен став. Затоа што коинцидирањето на имињата во случајот Маđар Телеком од отварањето на истрага од страна на обвинителот во Бон против директорот на Дојче Телеком и одврзувањето на целокупната афера во Телеком, некако имињата кои што фигурираат во тој бизнис, особено во делот на како Матав, ги презема акциите на Кондоминас и се она што значи, да кажеме, релации на тогашните луѓе, особено на премиерот од тогаш од позиција на министер за финанси, меѓутоа и целокупното коинцидирање на ова афера која што повторно добива на свое значење со аферата прислушкување која што ја отвори СДСМ. И јас лично сметам дека овие две афери или два големи коруптивни ќе имаат заеднички скандали, точки каде што ќе се ќе има повеќе точки на вкрстување, особено ако го земете составот на партиската фирма Аналитико АИ. Ако ги земете сите останати лица кои што ги спомнав, а некои не спомнав, ќе видите колку тоа соодветствува на тогашната ситуација и релација во Маđар Телеком со власта и со ова сега што го имаме и доминантните партнер бизнис телекомуникацијски релации. Затоа, кога зборувам за ова, мислам дека двете афери може да се подведат под едно име телекомуникацијски приказни, што се шанса, како што вели и Прибе, и тест не само за судот, туку и за јавното обвинителство, меѓутоа и за истражните органи, пред се мисли на МВР, кои што требаат екс официо да постапуваат по допрен глас. Вие гледате сега, имате бројни афери, меѓутоа немате никакво реагирање, нити од обвинителот кој што по допрен глас може да отвори некаква истрага, ако смее нормално се покажа дека не смеат. Каков развој на станите очекувате по објавувањето на сведочење на Богоевски, кој е контроверзно само по себе, но открива многу значи работи, дел од нив се работи кои биле некаква јавна тајна, кои сме знаеле, но не сме имале докази. Знаете, јас да ви кажам не се сомневам во точноста на изказите на Богоевски, затоа што тој ги дал под заклетва пред како негова одговорност. Можеби не се согласувам со неговата улога во целокупниот процес, бидејќи да бидеме тој признава дека бил дел од таа коруптивна сделка. Вид на посредник, еден вид на посредник,
Меѓутоа, знаете, во вакви случаи каде што се тангира висока корупција, дури и тој што ќе се одлучи да проговори за дека учествувал во некакви незаконски действија, може да биде заштитен во приказната, затоа што открива многу по-голема мрежа на луѓе кои што учествувале во таква коруптивна сделка и во некоја друга, реална истрага или акција на истражен орган, тој би бил прикриен полициски исследник кој што овај го договара, посредува и ги има сите луѓе во рака. Меѓутоа, дури од оваа временска дистанца, неговото признание ќе отвори, можеби не со сигурност ќе потврди точно на одредени информации, тоа претпоставувам, ќе го ценат и тамошните американски судови. Американскиот суд нема да суди, нема да им суди на некои од актерите, особено од во Македонија. Кој го презема, кој ги презема тие случаи, ако е тоа точно? Точно, да. Новиот обвинител специјално. Знаете, сега не би знаела. Сигурно нема да се бави со многу од деталите кои откриваат сериозни, како да кажам, девијации на системот во транзиција кои траат со години. Значи, ние, Министерството за внатрешни работи, се е еден детал од тој период кога се актуализира Њујоршкиот суд, од кога го актуализира прашањето со подкупот во Телеком и учеството на наши, да кажеме, представници од политичкиот естаблишмент во власта во тие сделки. Во 2008 година распишува, ако не се лажам, и МВР излезе со официјални информации и соопштенија дека поднесува кривична пријава под сомнение, дека ќе се прави истрага и така натаму. 2008, меѓутоа се појави информација дека токму Кондоминас пред да биде уапсен за голема сума на пари посредувал, односно влијаел во високи полициски структури да се донесе одлука за повлекување на меѓународните потерници против лицата кои што во Македонија се така, во аферата, бидејќи стравува дека тие би сведочеле против него. И знаете, тогаш не излезе Гордана Јанкуловска, како она кажуваше дека за се има цврсти докази, па гледаме колку обвиненија падна на суд. Тогаш ги пушти од секторот за меѓународна соработка да кажат дека тие работеле по меѓународна регулатива, како распишувале потерници, така и ги повлекувале. Меѓутоа, за волја на вистината, тоа го мислам дека го потврдува и Богоевски во едно од неговите интервјуа во претходната година, дека на вистина е сопрена истрагата и потерницата за лицата. Сега, знаете, да не бидеме наивни, ако Кондоминас е главниот човек во приказната за Маđар Телеком, што наводно ние треба да го истражиме, а американците се на завршеток, и ако тој е познатиот бизнис партнер, кој што на многу интересен начин, во многу интересни релации со негови луѓе, со негови фирми добива милионски бизниси, кои што не се означени на табла за градење по закон за градежни, за градба, и на хотелот со 4-5 звезди на плоштад и офицерски дом, и како тоа го добива, како го добива медиумскиот бизнис, првично медиумскиот бизнис во Македонија, па потоа го предава на човек близок до првиот човек на T-Mobile Македонија, тогаш да не чуди што овие две афери, повторно поврзани со телекомуникацијскиот бизнис и во однос на незаконското прислушкување, меѓутоа и во однос на подкупот во Телеком доаѓа до едно слевање. Заеднички обвинители. Специјалниот јавен обвинител, значи покрај тоа што има обврска да ја преземе истрагата за политичкиот сега монтиран случај пуч, има обврска да работи по поднесените кривични пријави од СДСМ додека ги објавувавме бомбите, меѓутоа да не заборавиме дека СДСМ излезе со став и тоа е така, дека ние
ќе му ги предадеме сите материјали, што пишани, што аудио материјали, кои што може би ќе откријат и друг вид на сознанија, кои што ќе помогнат може би и во овој случај, со тоа што да кажеме би можело да се одврзе една поширока дебата или истрага по повеќе прашања и верувам дека стравот на власта е токму од последиците од законското работење на тој специјален јавен обвинител. И се сеќавам дека неколку пати ти бев гостин, ја почнувавме со реченицата на Джовани Фалконе, една дебата. Јас се уште верувам дека мафијата не е непобедлива и може би специјалниот јавен обвинител ќе ги постави темелите на законитото и уставното работење на судот и обвинителството, кој што за жал падна и на тестот на јавноста и на тестот во меѓународната... Ќе се додавам коментар, ако не успее во тоа, може да македонците им се приклучат на сириците на патот кон Европа. Но за тоа, друг пат, на крај едно прашање, аферата Телеком, седочењето на Богоевски, меѓу другото го инволвираат и Социјалдемократскиот сојуз, односно највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз. Дали седочењето на Богоевски отвара кај вас интерна дебата? Бидејќи не може не е актуелното раководство на СДС, но СДС како партија и владата на СДС на известен начин е имплицирана. Знаете, јас во имињата кои што можеби во тој период биле на некои од Вие не сте биле точно партиските позиции на СДСМ, не гледам актуелни партиски но експоненти. дали тоа значи дека не треба да отворите дебата кои се, бидејќи ја не верувам дека некои од тие луѓе кои биле во обкружувањето на Бучковски не се и денеска во партијата. Значи, знаете, јас мојот личен став е по тоа прашање е дека незаконитите дејствувања немаат ниту етничка, ниту партиска боја. И ние нема да бидеме доследни во нашето промовирање на нашата искреност во имплементација на сите овие прашања за кои што зборував до сега, ако ја попречуваме дебатата во партијата или ако не согледаме кој тоа во партијата или од име на партијата некогаш бил вклучен во некакви действија за кои што доколку нормално има процедура би се отворила. Односно, моето клучно прашање до кое сакам да дојдеме, дали не стравувате дека утре кога ќе се отвори можеби случај околу тоа предмет, дека нема да имате луѓе од партијата кои ќе речат ај ова да го закочиме бидејќи и наши луѓе се внатре? Не верувам дека тоа ќе се случи. Искрено не верувам. И за крај само специјалниот јавен обвинител. Не се шпекулира со имиња, но дали тој ќе биде човек од обвинителството, од граѓанскиот сектор или од академската средина? Го дадовте одговорот на прашањето, значи чесно е кадровското решение да следи после сите прашања. Од која провиденција постојат утврдени критериуми за тоа кој може да биде јавен обвинител, сигурно не некој со земјоделски факултет како нормално во МВР што напредуваат луѓето, меѓутоа ќе биде сигурно правник. Добро, ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.